денес имате одредена работилница или пак едукација овде на дел од фудбалерите или членовите на Академија Пандер. За што станува збор? Па тука во Струница јас имам поранешни студенти, сега дипломирани професори и тренери, кои ме поканија да одржам едно информативно предавање за нивните млади спортисти, а во врска со здравјето и спортот на младите вежбачи со кои они работат. Па еве накратко Да, може да ни кажете што е суштината на ова едукативно предавање, што сакате да пренесете? Сакам да ги споделам со нив нашите искуства околу повеќе содржини. Значи, за исхраната во функција на здравје и спортски резултати, додатоците во исхраната, витамини, минерали, билки, продукти од животинско потекло. Трето, примена на некои физички активности кои што може да прават баланс или равнотежа на тешкиот напорен спортски тренинг. През се тука мислам на вежби за растигнување или стречинг, вежби за координација, вежби за равнотежа и вежби за развивање на осетливост или сензитивноста на фудбалерите кон моторичките дразби. Значи исхрана број 1, додатоци во исхраната број 2, физички активности број 3 и можеби ќе спомнеме некои методи и средства за проценка на подготвеноста на младите спортисти. Значи станува збор за информирање на присутните во однос на превентивните аспекти на спортската медицина во фудбалот. Така. Со оглед дека сте долго во оваа област, колку македонските спортисти, независно дали индивидуален или екипен спорт, ги применуваат сите тие правилници или додатоци што рековте во делот на исхраната, на одделни вежби, ваше видување? И сметате ли дека доколку се придржуваат на ваквите правила може да бидат далеку поуспешни, односно по-професионални? Па, добро ви е прашањето, баш на место. Значи, доколку постои квалитетна информација, таа треба да се сподели со консуматорот на услугите. Значи, консуматорот е тој што вежба, вежбачот, спортистот во случајот или рекреативецот. На една страна и втора, со тренерите и професорите по физичко образование како носители на таја дејност. Јас работам на факултетот 30 на години, а со додатоци во исхрана се занимавам на 20 години. Значи имам контакти со студенти, со професори дипломирани и со спортисти. Многу е проблем да се прифати информацијата од потребителот, консуматорот на услугата. Па тука се нашите предизвици, значи кои методи и средства да ги употребам јас за да им ја дадам информацијата и тие да применат. Значи, со што се судирам? Се судирам со стари лоши навици, штетни на однесување и информатски блок на вежбачот кој не ја прима таа информација. Зошто не ја прима? Ами затоа што треба на себе да работи тој. Значи, полесно му е да каже не, тој е полесниот одговор и да го да стави настрана понуденото. Доколку каже тој да, значи тогаш треба да настапи промена во него. А да, значи да си легне порано, да ги регулира ритмичките своји потреби, да јаде регуларно, да јаде овошје, зеленчик, да пие вода. Со што се судирам? Па ние се учевме со студентите да пиеме вода. До пред 10 години јас чинам, грубо кажано, 10 години, во Скопје не се пиеше вода. Сега се научија луѓето, покрај ке во Скопје пијат вода. Значи, се научија луѓето да се хидрираат. Значи, да скратам, за наставникот и за тренерот, клучен проблем е како да ја сподели информацијата, да најде начин да биде приемчива и употреблива за што пократко време и слично. На тоа во последните години јас се обидувам да работам.
И они ми одговоривте на прашањето доколку се применуваат ваквите методи на правилна исхрана или пак одредени вежби или пак се најде тој мост меѓу тренерите, наставниците и спортистите. Колку се до тоа ќе влијае на нивниот успех, на нивната професионална кариера? Pa treba da влијае и не гледам друг начин. Доколку вие му понудите еден комплексен, интегрален, целосен, холистички пристап кон здравјето, нема како а да не функционира тој системот кон подобро. Значи, во спортот сега не е проблем оптоварувањето. Оптоварувањето го достигнало својот врв. Спортистите тренираат 2 пати, 3 пати на ден. Треба опоравок. Сега ние треба да ги учиме на опоравок. А не гледам ништо лошо ако ги научиме на опоравок. Значи, комбинацијата во напор за време на тренинг и опоравок во фазата на одмор чинат една синергистичка поволна целина која успехот ќе го подобри. За мене здравјето и спортот е интегрално, целосно. Ние, ако комбинираме тој да добие информации за храната, додатоците во исхраната, за нежните физички активности кои што ги опорават, за техниките на релаксација, на дишење, нема како а да не партиципира, допринесува кон подобро здравје и подобар спортски успех. Значи, мојот напор на предавањето што сега престои ќе биде во тој сеопфатен интегрален пристап кон здравјето и спортскиот резултат, затоа што ланецот се кине таму кај што е најслабо.